во студиото на Македонија денес. Секако продолжуваме со темите за разговор во нашето студио. Вчера во Скопје се случи Скопскиот маратон, кој што беше навистина доста масовен оваа година и беше навистина прекрасно низ улиците на главниот град. Се трчаше, се водеа битки за подобри пласмани на оние професионалците кои што дојдоа да ги измерат своите сили. Секако се трчаше и за најразлични причини, најразлични поводи. Голем број на компании трчаа како и нашите претходни соговорнички кои што беа во првиот дел од емисијата, медицинските сестри на чело со министерот за здравство доктор Венко Филипче, а секако традицијата продолжува и понатаму и за Сдруженијето за ретки болести живот со предизвици, кој што своето учество повторно го има на Скопскиот маратон со заеднички сили, секако со групата Скопско ноќно трчање. Тие трчаа секако за лицата со ретки болести, а денес во нашето студио ќе разговараме токму за мотивот зошто се трча на Скопскиот маратон, кои се предизвиците пред кои стојат луѓето со ретки болести во Македонија, а за таа цел во нашето студио имаме Весна Алексовска, која што е претседател на Сдруженијето на граѓани за ретки болести живот со предизвици од Битола. Весна, добар ден и добре дојдовте. Добро ве најдов, благодарам за најавата. Ви благодарам што сте денес веднаш по завршувањето на Скопскиот маратон заедно со нас во Македонија денес да поразговараме за оваа ваша убава традиција, да се излегува благодарение секако со заедничка поддршка Скопско ноќно трчање, да трчате за лицата со ретки болести. Така да, тоа го започнавме уште во 2013 година. Значи буквално ни приидоа луѓе од таква група и ни рекоа зошто не трчате на Скопски маратон за да бидете малце повидливи. Ни се виде како добра идеја и од тогаш започнавме и ја продолжавме таа традиција, затоа што на некој начин е полесно да се добие и вниманието на публиката и вниманието на медиумите токму преку една ваква активност, а од друга страна и промовираме и здрав живот, нели трчање, здрава исхрана и сето тоа што е потребно за еден подобар живот. Трчаме под мотото трчаме за подобар живот, затоа што она за кое се бориме е поквалитетен живот, не само за пациентите, туку и за самите семејства, затоа што кога еден е болен, целото семејство е болно, воопшто не е лесно да се оди напред и да се има еден, да речеме, некој понормален живот. Да, 40 на учесници пријавени од Скопско ноќно трчање го трчаа полумаратонот од 21 км, но и маратонот од 42 км за живот со предизвици. Самите кажавте дека тие беа иницијаторите да се трча за подобар живот на лицата со ретки болести, па успеавте ли да станете малку повидливи од како излеговте на скопските улици? Да, секако, секогаш не прашуваат кога ќе ги видат мејличките со нашите логоа, прашуваат па за кој сте вие, која е оваа компанија и потоа сваќаат дека не е компанија, дека всушност е нели за Сдружение за лица со ретки болести. Она што е важно е дека сакаме да истакнеме секогаш нешто што е релевантно за нас во моментот, нешто што ни се случува и нешто кое сакаме да го подобриме. И самата видливост ни е потребна за што повеќе луѓе да стигнат до нас, затоа што нели не секој стигнува до нас, не сме некој што има билборд или реклами на телевизија, но веројатно некогаш и тоа ќе го направиме за да нели што повеќе луѓе стигнат до самото здружение, да побараат помош, да се поврзат меѓу себе, затоа што како здружение, значи буквално имаме како линија за помош која работи не само на телефон или некој да се јави, туку тука е и Facebook, тука се имејлови, значи буквално сме присутни и на социјалните мрежи за секој да може да не најде и да стигне до нас кога ќе нели направи некој срч на ретки болести. И на тој начин можеме да им дадеме повеќе информации за болеста, да ги поврземе со доктори кои се специјалисти во таквите области во кои се наоѓа болеста, дали во Македонија, дали надвор од Македонија, па им даваме информации да се поврзат со други луѓе кои се соочуваат со истиот проблем, доколку ги нема во Македонија, ги поврзуваме со луѓе надвор од Македонија. Имаме развиено една балканска мрежа каде што буквално пишуваме диагноза и викаме дајте ни луѓе со оваа диагноза за да ги поврземе за да не бидат сами. Да, најважно е да не се биде сам во битката и во целиот овој живот кој што е исполнет со многу предизвици, како и за пациентот, како што кажавте и за целото семејство кое што боледува заедно со својот член. Тука некаде ќе ги отвориме телефонските линии за сите кои што сакаат да се вклучат во разговорот со Весна Алексовска, претседател на Сдруженијето на граѓани за лица со ретки болести живот со предизвици од Битола. Имено вчера на Скопскиот маратон, Скопско ноќно трчање со своји 40 учесници трчаа за подобар живот на луѓето со ретки болести, а секако тоа е основната цел на
постоењето на вашето здружение, се видливи ли промените кои што се случуваат, можеби ете, во периодот кога вие ја диагностициравте кај вас вашата ретка болест и денес условите кои што ги имаат лицата кои што имаат карактеристики на ретка болест? Дефинитивно има разлика. Значи, јас кога добив диагнозата на свои 7 години, тоа беше 91 година, тогаш немаше буквално никакви лекови за ретки болести во Македонија, значи не се внесува, додуша не ни постоја многу лекови за ретки болести и до ден денес тоа е проблем, затоа што има 8000 ретки болести во светот, само за 250 од нив има некаква терапија, за другите се уште се истражува, па затоа токму клиничките студии се еден начин да се помогне и да се тргне напред кон животот. Од друга страна, тогаш немаше ни информации, значи буквално докторите нема интернет за да можат нели да пребаруваат и да наоѓаат секакви информации и специјалисти. Тогаш мораше да се оди преку телефон, преку библиотеки. Се сеќавам дека докторот тогаш изваде некоја стара руска книга во која најде една реченица каде што пишуваше дека болест на Гоше е метаболичка болест, дека се појавува кај ашкенази, евреите и тоа беше тоа, немаше буквално ништо за таа болест како информација, па моите родители најдоа информации од Холандија кои ги преведува и им ги делеа на докторите за кога ќе дојде друг случај да може да му дадат информација која е покомплетна, каде што се опишува болеста, за да не се уплашат самите родители, затоа што буквално тука кога добиваш некоја диагноза за која нема ништо, доаѓа стравот и доаѓа неизвестноста и што ќе се случи понатаму. Значи мојата терапија прв пат примев дури во 2010 година и тоа преку донација, затоа што веќе бев критичен случај. Како ги поминавте тие години без терапија за Гоше, рековме дека? Да, за болест на Гоше, па тешко, затоа што паѓа хемоглобинот, железото, значи во крвта, тромбоцитите исто се ниски, се јавуваат модреци по цело тело, се зголемува слезината и црниот дроб, значи веќе на тие години јас веќе бев во ситуација дека ќе мора да ми ја извадат слезината ако не почнувам со лекување, па почна и коските да ми се кршат буквално од гушкање, да ми пукаат ребра, така да бев веќе во навистина критична ситуација каде што ќе следува веројатно операции за вештачки колкови, операција на слезина и многу други работи, но започнав со терапијата и сите симптоми исчезна, значи со редовна терапија нема никаков проблем, буквално од болен човек станува здрав човек. Успев дури да родам и дете и да се стабилизирам максимално, значи и да го дојам детето. Буквално еден сосем нормален живот токму заради таа терапија. Во Македонија првпат таа терапија беше дадена на пациентите дури во 2015 година. Пред тоа бевме преку донации, преку Дзензем Санофи, компанијата која помагаше и во диагностика на болеста, значи бесплатно ги диагностицираше пациентите, а потоа и донираше и терапија преку нивната хуманитарна програма, што е навистина од голема помош. Многу фармацевтски компании го прават тоа, помагаат и во диагностика, помагаат и во лекување. Диагностиката до ден денес е проблем, значи сега се бориме за тоа да може диагностиката да се подобри во Македонија. Да, за почеток едукацијата на докторите е битна за самата диагностика, но џабе е тоа ако нема можности за самата диагноза да се направи тука во Македонија. Долго време разговаравме и со МАНУ, со Македонска академија за науки и уметности, тука е одделот за генетски инженерик, значи те имаат услови, имаат техничка опрема, имаат луѓе, човечки ресурси кои знаат да диагностицираат, најчесто немаат реагенси, самата диагноза не се рефундира, значи не е под фондот за здравствено осигурување, не е со партиципација, туку мора сам да си ја платиш. Трошок на пациентот. Да, а диагноза може да кошта од 500 евра до 10.000 евра буквално, затоа што кога не се знае што е, треба да се испитаат повеќе работи. Да, докторот е тука да даде насока дека се работи дали за невролошка, дали за метаболичка, дали за мускулна, значи, но што понатаму, значи мора да се испитуваат тие работи. За жал до ден денес диагнозата е ставена буквално на најдолно ниво во нашата земја, иако Фондот за здравствено осигурување 2016
значи буквално излеза и премиерот, и директорот на Фондот за здравство и министерот излегоа и кажаа дека ќе го земат примерот на Србија, затоа што во Србија го донесоа така наречениот Зоин закон, каде што после 6 месеци, ако не се добие диагноза за одреден пациент, тогаш има должност државата да плати за да може материјалот, дали биолошки материјал, дали крв, дали биопсија, нешто треба да се однесе во странство или пак самиот пациент треба да оди во странство. Нормално прво се гледа во регионот, па потоа се гледа низ Европа центрите каде може да се испрати за да може нели да се добие диагнозата. Ако немаш диагноза, тоа буквално е како да немаш мапа каде одиш. Болен си, не знаеш што да правиш, не знаеш дали треба да го промениш начинот на живот, дали треба да примеш некои лекови, дали некаква терапија е потребна. Значи буквално си ставен во таква неизвестност и цело семејство пати. Нема секој можност да го плати тоа, мислам. Да бидеме искрени, но поголемиот дел се со примања од вкупно 400 евра во семејството. Така да диагнозата да ја плати некој ќе треба да земе кредит за да може истото да го направи. Затоа има и голем број на случаи каде што се бараат донации преку телефонски линии токму заради диагноза. Се надеваме дека овој проблем многу брзо ќе се реши. Побаравме повторно нели од новиот директор на фондот, од новиот министер. Очекуваме да најдат решение за ова, затоа што многу работи се можни во Македонија доколку се обезбеди рефундација, некаква купување на реагенси, ставање на листа на повеќе болести, но од друга страна се разбира соработката со странските центри е исто клучна. Да, каде што се врши диагнозата и секако каде што ќе се добијат резултатите, што откако ќе се добие диагнозата, како стоиме со листата на лекови, терапијата која што потоа секако треба да биде редовно, начинот на примања, не само за пациентите што се од главниот град, туку се и другите градови каде што секако не семејството може да се пресели секое во Скопје. Вие сте тука, со потекло од Битола, најмногу поради примањето на вашата редовна терапија. Да. Правевме многу напори во текот на годините со цел да на некој начин ја децентрализираме оваа набавка на лекови, тоест да стигнува поблиску до пациентите. Успеавме за дел од болестите да направиме да се примаат во различни градови. Така, например, за Хантер синдром терапијата сега се прима и во други градови, затоа што беше инфузија која се прима на недела дена. Навистина беше напорно семејството, например, од Битола да патува до Скопје за да ја прими таа терапија. Од друга страна, за пациентите со фенилкетонурија, преку Фондот за здравствено осигурување и во соработка со набавувачи, дистрибутери и аптеки, направивме да ми стигнува храната во најблиската аптека која на местото на живење, што е навистина од голема помош, бидејќи претходно, замислете, истата таа храна мора да ја шверцуваат преку Бугарија, Грција и Србија. А сега им е достапна и рефундирана и им е во најблиската аптека каде што живеат. Значи тоа е навистина еден голем напредок. Секогаш има можности за подобрување. За дел од терапиите се возможни и дома да се прима. Така, например, ако се работи за апчиња, направивме со Министерството за здравство да може да си ги земаат на 3 месеци, за после 3 месеци да дојдат на контрола, затоа што сепак болестот мора да се следи и мора да се контролира и да се менаџира, и да си ги земат апчињата за наредните 3 месеци, што е исто многу добар случај. Мислам, кога постои веќе орална терапија, многу е добро да не мора и да се боцкаме. И за пациентите со ГОШ сега се надеваме дека ќе биде наскоро достапна баш орална терапија, затоа што еве колку години од 2010 сега 2018 се боцкаме на секои 2 недели, некогаш е тешко и вени да си најдеме или пукаат вените, па по 5-10 пати те боцкаат по цело тело за да се најде вена. Сега со оралната терапија тоа ќе биде еден напредок, сепак тоа е за стабилизирани пациенти, за пациенти со нормален метаболизам, што можат да ја примаат терапијата и се уште е само за возрастни, но сепак е еден добар почеток за да се унапреди животот на едно повисоко ниво, ако можам да кажам. Сега мора да соработуваме со сите институции, тука е најголемиот проблем, пошто за сите работи можеш да ги поделиш точно кај која институција се. Порано се сеќавам кога бевме младо здружение и се уште неискусно, буквално сите наши барања ги насочувавме кон Министерство за здравство, кон
председателот на Македонија кон премиерот, дури и во Министерство за финансии ги носевме, затоа што сите не вика па нема пари за ова, па нема пари за она. Се сеќавам дека буквално го бркав министерот за финансии по бизнис средби и такви некои случувања, гледав каде оди на мија најави и го влецов за ракав и викав дека мора да даде пари во програмата за ретки болести, затоа што немаме никакви лекови. Затоа што од 2009 до 2015 се набавуваше терапија само за една болест и за 3 пациенти. И тоа беше, мислам, страшно. А сега веќе се набавуваат околу 30 лекови за 18 диагнози, што е напредок. Ама треба уште. Никогаш не викаме не треба уште. Еве министерот Венко сега додаде уште 3 нови лекови во програмата за ретки и направија и договор за спинална мускулна атрофија, но тој лек се уште не е набавен, така да чекаме да видиме како тоа ќе се случи и се надевам дека што побрзо ќе се случи, дека до крајот на оваа година овие луѓе ќе можат да ја примат терапијата, затоа што тоа е лек кој покажува дека од количка може да се стане. Примерот со нашиот Јане Велковски, кој што ја покрена приказната. Јас би сакала да го видам Јане како игра фудбал, стварно, без сите го сакаме тоа. И Јане и неговите другарчиња кои што има спинална мускулна атрофија и лекови за сите лица со ретки болести. Весно ние доаѓаме по полека кон крајот на времето предвидено. Простор за вас треба секојдневно да има на медиумите, за да луѓето од сите страни ги запознаат и проблемите, и потешкотиите кои што вие со ретките болести ги имате и се соочувате секојдневно, како индивидуалци, така и целите ваши фамилии и луѓето околу вас. Се надевам дека ќе има подобрување, дека ќе бидете многу повидливи. Скопскиот маратон е навистина еден убав начин да излезете на улица и директно да бидете во комуникација со сите луѓе околу вас, да ги споделите вашите приказни, а токму преку вашите приказни е многу поедноставно и полесно да се допре до сите луѓе. Што се следните чекори, еве накратко за вашето здружение? Ќе продолжиме да бидеме многу активни, она што оваа година повеќе ќе се насочиме е средби на пациенти со различни болести. Например, би сакала да сега се обидуваме да организираме средба за пациентите со Алпорт синдром и семејствата да се видат меѓу себе. Се разбира, на тие средби се обидуваме да викнеме освен доктор од Македонија и некој од надвор, дали од здружение или од исто специјалисти, со цел да се направи некое поврзување и да им се даде поддршка на пациентите да сватат дека не се сами и на семејствата, за да можат нели да си направат планови што понатаму, каде понатаму, што ни треба. Многу е поразлично кога ќе си ги видиш луѓето со истата болест како твојата. Мислам, не сте сами, кога ќе знаете дека има уште многу е различно, знаеш, кога ќе те стават во куп сите ретки, окей, ретки сме, заедно сме, ама не сме исти, многу сме различни сите ние, затоа и ние и поттикнуваме како здружение да се формираат и групи и здруженија за посебни болести. Така и тоа ќе продолжиме, ќе ги поттикнеме и од спинална мускулна да се сретнат конечно заедно и да се видат и да размислат каде понатаму, нели што им е потребно, дали од ортопедски, дали од специјалисти, дали од контроли, затоа што секогаш треба нешто повеќе. Секако ќе бидеме активни заедно со ВАНО за конгресот што им е за нели за специјалисти и научници што им е во ноември месец. Во јуни не очекува маратонот во Охрид кој го организира таму Гордана Лолеска. Тоа е еден наш активен волонтер кој направи дури и поштанска марка за ретки болести. Значи тоа е прекрасна жена со таква сила што мислам нека може све да покори, да покрене буквално. Така да секој прави се што може за да се подигне и јавната свест и институционалната свест. Ќе продолжиме со институциите да преговараме, ќе продолжиме да ви доаѓаме по медиуми. Тука сме ние секако да дадеме вашата поддршка. Од Режија веќе ни јавува дека го пробиваме терминот, како и да ќе имаме повторно можност да се видиме, сакаме и ние да бидеме одговорни за вашата подобра состојба во државата, така што секогаш сте добре дојдени и благодарение на вас и ние да се запознаеме со ретките болести, секако сето она што треба да го правиме да допринесеме за подобар живот на овие лица. Ви благодарам, Весна, за присуството. Благодарам и на вас. Драги гледачи, тоа беше Весна Алексовска, председател на Здруженијето на луѓе со ретки болести, живот со предизвици од Битола, кои што вчера беа излезени на Скопскиот маратон се со цел да бидат повидливи и да се запознаат со сите граѓани. Ние тука правиме уште една музичка пауза, ги гледаме најновите вести во 10 часот, а потоа се враќаме во студиото.